Да се биде македонец, најпрви ни е света работа, а дури потоа проклетство и немир. И не сме македонци само затоа што зборуваме на македонски. И не сме македонци само затоа што пишуваме на македонски. И не сме македонци само затоа што пееме на македонски. И не сме македонци само затоа што сме распарчени на македонски. Македонци сме најмногу затоа што сме страдале и затоа што треба да се обединиме на македонски. Едни си ја цртаат Македонија како девојка од мјачкион крај, од кај дивине води. Други си ја цртаат Македонија како вдовица Егејка, со дол пустан до земја, до подземја, а црн. Никогаш умот мојќе на љубов да не ти помисли. Трети си ја цртаат Македонија како ружа што си се зашетала низ она поле широко, по она друмје бескрајно. И така, секој си ја црта Македонија како ум му сече, како што ќе му почепне срцето, ама тагата сите исто ја цртаат. Очите различно ќе ги набојат, де сини, де зелени, ама тагата секогаш иста, како Пелагонија ноќе. Лицето различно ќе ги го одредат, де румено, де бездуша, ама тагата секогаш иста, како Солун под снег. Ставата различно ќе ја предадат, де како чудо, де како зло, ама тагата секогаш иста, како носење мртов комита низ село. Никогаш не и се израдувавме на татковината, со едната рака ја оравме, со другата ја браневме, и до ден денешен ја немаме целосно и асолно одбрането. Не знаеме никој поле и раѓана и класата пченица, никој пристој и носи најдлошно грозје, ни во која лива да можеш оро да извиеш, а да не се сопнеш од гроб. А сепак, прекрасно ми е што сум македонец и што сум жив нишан во светот, што можам да одам и да зборувам за маките на мојата древна татковина, да одам, да зборувам и да му кажувам на светот дека сме биле делени, пределувани, парчени, распарчувани, клани, драни, печени, варени и што ли уште не. Што е праведен Ноe меѓу луѓето, тоа сме ние македонците меѓу народите. Ускратено ни беше и пак велевме, голем е Господ. Одземено ни беше и пак велевме, непогрешлив е Господ. Еве, само надежта ни остана и пак велиме, справедлив е Господ. Патот до едно мало парче слобода го искупивме со најмилите и најумни глави. Затоа нашите крвави траги на земјата денеска не можат, или поточно речено не сакаат да ги прочитаат оние што се истакнале во апсење честни македонски патриоти, во уривање цркви и градење собствени кариери и стражарници. Па сепак, ние македонците, преку жртви, преку мртви, преку ками, преку јами, преку клани, преку драни, преку робие, преку гробие, преку се од други презерви просто чекориме кон својот бел и чесен обстој. Имаше векови на црната боја, кога само Свети Климент Охридски ги представуваше и целиот македонски народ, и целата македонска земја. И никој немаше дрскост да рече дека сме малолюден народ и неважна земја. А денеска секому му е дозволено да не негира, да не одрекува, да не асимилира и на разни антимакедонски конгреси во разни Софии, Атини и Белгради, по разни Мелбурни, Сиднеј и кај ли уште не, безсрамно да ни докажува дека ние македонците во сушност
не сме биле тоа што сме. Имаше векови кога дури и самите турци со муслиманска вера ги страхопочитуваа, им се поклонуваа на нашите свети храмови. А денеска разни српски попови како јанкеседжии се шетаат по нашите конаци и манастири. И на очиглед на целиот македонски народ ги симнуваат, ги кршат, ги газат, ги плукаат и ги поганат нашите најсвети и најзначајни историски обележја. Аферин, што би рекле турците, и срамота. Срамота први за нас, што им го дозволуваме тоа, а после за тие што го прават тоа гнасно дело. Ние, македонците, не стекнавме знаење за тоа како се прават неправедни држави и фалсификувани истории. Ниту како се пустошат туѓи градови и гробови. Затоа имаме недоброј молитвеници кои измолија за овој намачен народ, рајските порти секогаш да бидат отворени. Ние, македонците, никогаш не сме биле задоени во мир и имаштина. Од градите на нашите мајки не тече мед и млеко. Од градите на нашите мајки тече немир, тече пелин, тече бун. Од градите на нашите мајки тече крвта на војводите, тече крвта на комитите, тече крвта на партизаните. Од градите на нашите мајки тече пискотот на 30.000 деца, откорнати од мајчина утрова, од егејскиот дел на татковината и посејани, истерани по светот како проколнапици. Од градите на нашите мајки тече немојчта за отпор пред раселувањето на нашите пирински браќа. Од градите на нашите мајки тече немиот крик на пресечените јазици во знак на казна за изустен мајчин двор. Ете затоа ние македонците денеска имаме силен глас, дури и за најтврди уши. Трештете тапани на срцата, разлевајте музико на душите. Трештете тапани на срцата, разлевајте музико на душите. На 10 август 1913 година Македонија е распарчена во Букуреш. Алчните балкански држави си мислеа дека ќе замре нашиот двор, дека ќе секне нашата песна, дека ќе се искине нашето оро, дека ќе замрат нашите души, дека нашите мајки ќе престанат да раѓаат горди и храбри синови и дека со тоа ќе заврши нашата древна историја. Но еве, фала му на Бога, до ден денешен, сето тоа ечи, трешти, клокоти, врие, се буртува во нас и со голо око сега може да се види македонската постојбина, дури од Ерусалим, Света Гора, Киев и Њујорк. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Македонија е меѓа на Европа. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Македонија е црква на светот. Еден ден ќе се исполни словото Господово и многу први ќе бидат последни и многу последни ќе бидат први. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Од себе крадевме, светот го градевме. Дури ни најблиската околина не го удостојува со должната благодарност тоа наше ретко човекољубие и гостољубие. Иако ни бил зборот единствено труло, по зборот со камења ни фрлаат.
иако ни била песната единствена војна, од книгите ни ја бришат. Иако ни била црквата единствена куќа, темелите и ги подкопуваат. Затоа ве молам, размислувајте за Македонија, не според она со кое ве заразиле, туку според она со кое ве лекувале, зашто Македонија не е повеќе остаток од светот, туку е дел од светот, во кој свети Климент Охридски е почеток на сите идни настани, во кој крвта од Свата Илиндена е голема трансфузија, но и огромна опомена за сите идни постапки, во кој ослободениот дел на Македонија, заедно со другите поробени делови и со целиот македонски народ на земјината топка, е вечен пламен и вечен устрем кон борбата за човечки права и слободи. Безправените делови на Македонија памтете личност и целосно обединување на татковината. Запамтете добро, ако на минатото не му обезбедиме иднина, ако на иднината не ја обезбедиме минато, и ако се откажеме од борбата за човечки права и слободи во обесправените и поробени делови на Македонија, ќе значи дека напразно сме живеале, дека сме поминувале низ животот како стадо овци, како трговци, како джамбази, само за својот личен интерес, дека сме гледале само како да ги наполниме стомаците, а нашите обесправени браќа се не ги оставиле на милост и немилост, да ги гризат, да ги глодат и да ги ништат алчните балкански асимилатори. Тие алчни балкански асимилатори си го загубија образот. Тие го погазија дури и Светото писмо, во кое јасно е речено: туѓото е туѓо и треба да се врати назад. Речено е, во Библијата е запишано: ако те соблазнува раката, полакомена по туѓо, пресечи ја и фрли ја. Подобро оди сакат, отколку со извалкан образ. Речено е, во Библијата е запишано: ако те соблазнува окото, полакомено по туѓо, ископај го и фрли го. Подобро оди слеп, отколку со извалкан образ. Тие алчни балкански асимилатори си го извалка образот и сега тешко им паѓа кога станува збор за човечки права и слободи и за обединувањето на Македонија. Еве, толку години молчат и се прават наудрени со своите гнасни и подли пропаганди, му фрлат прав во очи на светот и се надеваат дека тогаш ќе падне во заборав македонската работа. Никогаш нема да падне во заборав. Ние, сегашните и нашите идни поколенија, уште ги паметиме раните на татковината, ги паметиме и крваво ги воледуваме и ќе ги исполниме еден ден заветите на војводите, заветите на дедовците и никогаш нема да се откажеме од она што само нам ни припаѓа. А зар сега да се откажеме? Зар сега, кога дојдовме до толку силна национална свест, со која можеме честно, гордо и бестрашно да извикаме: обезглавени македонци, обесправени браќа наши, обездомени, главата горе. Главата горе, зашто ние сме секогаш со вас. Ние сме секогаш со вас, зашто иста мајка не раѓала, исти куршуми не гаѓале, иста кама ни го секла гркланот, иста ортома ни висела на вратот. Главата горе и на многаја лета. Нашата земја раѓаше и комити, и војводи, и партизани, и уште многу горди и храбри синови ќе роди. Ни во што не помислувајте дека Македонија не е земја на слободата, дека не е нива на љубовта, дека не е поле на верата. Замислете си ја, само за миг замислете си ја, она недобројна војска македонска. Крстот и е главното оружје, патот и е Исус Христос, мир на земјата и меѓу луѓето добра воља.
Најнапред е свети Климент Охридски, кој прв отслужи честна Божја литургија на македонски. До него е веднаш свети Наум Охридски, кој низ чуда и целебни действија му подготвува на Бога народ чесен, народ верен, народ чистосмерен. Веднаш до нив се свети Јован Бигорски, свети Јоаким Осоговски, свети отец Прохор Пчински, а јунакот свети Ѓорѓи Кратовски е знаме за сите што веруваат и опомена за сите што тргуваат со македонските работи. Боган го фрлија на силниците, не знаејќи дека златото низоган што минува, почисто станува. Запамтете добро, света Злата Мегленска од магли, од мрака, од грешност ја избави македонската жена, за да го обновува родот македонски со рожби за вечност, со народ за подвиг. О, нови подвижници, о саможртвувани, о, момчиња што се венчавте со Македонија, за да и го заштитите минатото и да ја обезбедите иднината. Сите оние кои се саможртвуваа, кои си ги положија животите за Македонија, спомни ги во царството Твое, Господи. Гоце, Јане, Дамен, Никола, Питу, Ѓорче, Димо, Петре, Александар, Марко, Славчо, Ордан, Апостол, Пере, Мишо, Веле, Стојан, Илјо, Милан, Мицо, Методија, Христо, Атанас, Крсте, Коста, Костадин, Димитар, Страшо, Мирче, Цветан, Кочо, Коле, Стив, Ганчо, Антон, Никола, Панче, Мите, Наум, Благоја, и пак Гоце, и пак Јане, и пак Даме, и пак Питу. И сите оние што си ја ставија главата в торба, за да е секогаш светло на Македонија. И сите оние што не узнаат трепет на срцата, што не се оженија никогаш, за да ја задржат Македонија чиста свршеница на идните поколенија. И сите оние што се запалија себе си, за да не остане никогаш без кандило иконата на распарчена и древна Македонија. И сите оние што си ги положија животите, што се вградија курбан во темелите на црквите и манастирите, за да не може утре никој да не покажува со прст, да ни го сомничи потеклото, да ни го оспорува наследството. И спрема тоа попусти се сите напади и залудни се сите атаци. Македонскиот народ има само една татковина – Македонија. Ете затоа ние македонците денеска мислиме дека ни еден народ, ни една нација, ни една земја не можат и не смеат да бидат прекројувани како шамивче. Премијата што ја добија алчните балкански држави на 10. август 1913 година во Букуреш, крваво ја плати Македонија, но историјата никогаш нема да им го прости тоа. Еден ден, тогаш, така неочекувано, ќе мораат да ги исплукаат насила граднатите залаци, во кои без друго ќе им останат и забите. Ниеден судија не е точен како совеста. Македонија од памтивек била наша само на македонците и наша ќе остане до небитнина. Тешко ми паѓа од тие нивни глупави прослави, од тие нивни балкански годишници, од тие нивни антимакедонски самити, изложби, симпозиуми, семинари, од тие нивни вампирски балкански балови врз отворените гробови на македонскиот народ. Тие тирани, тие крвници, еден ден ќе се срамат од своите собствени идни поколенија. Тие се стремат да влезат во 21. век со крвавиот водела раце. Сета македонска мака, сите македонски страданија,
целата македонска крвава трагедија ќе им се врати илјадоструко со пренасобрана камата. И ние имаме своји собствени идни поколенија и немаме намера да се предаваме. Со илјадници години ќе ги искинеме тие бели знамиња, ќе ги искинеме сите символи на предавството, зашто Македонија е постара и од гороцветот и од ножот. Со илјадници години немаме намера да се предаваме, зашто во една наша црква откопан е зборот Востание. Немаме намера да се предаваме, зар сега да се предаваме, кога дојдовме до толку силна национална свест, со илјадници години ќе ги симнеме сите бели знамиња, сите символи на предавството и ќе ги искинеме, зашто историјата продолжува, победата трае, а обединувањето на Македонија ќе движи кон нас. И затоа на многаја лета древному народу македонскому, на многаја лета обесправеному народу македонскому, на многаја лета Божјему народу македонскому, на многаја лета благословеному народу македонскому, на многаја лета безсмертному народу македонскому.